шефицата на американското разузнавање вети дека ќе сподели вистината за неидентификуваните летечки објекти, откако изјави дека верува во вонземјани и дека вонземјаните постојат. Толси Гебард, директорката на националното разузнавање во администрацијата на претседателот Доналд Трамп, навести дека има многу класифицирани информации за вонземјаните, но е принудена да остане молчалива поради незината работа. Разговарајќи со водителката на подкастот Pod Force One, Миранда Девайн, Габард беше прашана дали можеби има вонземјани. Шефот на американската разузнавачка служба одговори: "Имам своји ставови и мислења, на оваа позиција морам да бидам внимателна со она што го споделувам." Потоа Девайн ја праша Габард дали верува дека вонземјаните и НЛО се вистински, на што таа одговори да. Таа рече дека во моментов нема ништо да сподели со јавноста за вонземјаните и НЛО. I mean, is there anything, we've had some declassification of some very strange videos that look like they are, unidentified flying objects. Is there anything in the files that you think you could find or you have found? Nothing that I'm prepared to talk about today. So watch this space. Say what? Watch this space. We are I'm just going to say this. We're continuing to look for the truth and share that truth with the American people. Таа вети дека ќе открие вистината кога ќе дојде време. Продолжуваме да ја бараме вистината и да ја споделуваме таа вистина со американскиот народ, изјави Габард. There are a lot of questions and there's a lot that's been put out there and there's I'm still going through and looking through what do we know and what is it that we don't know. Трамп долго време се залага за поголема транспарентност во врска со НЛО. Минатата година тој вети дека ќе открие ексклузивни снимки од НЛО ако биде избран за претседател. Претседателот рече дека ќе изврши притисок врз Пентагон да ги декласифицира наводните видеа со неидентификувани летечки објекти. Тој му рече на популарниот американски подкастер Лекс Фридмен дека сигурно ќе ги објави тајните снимки од НЛО. За време на разговор со него Фридмен го праша дали ќе помогнете да се изврши притисок врз Пентагон да објави повеќе снимки, за кои многу луѓе тврдат дека се достапни. На што Трамп веднаш се согласи и рече: "О да, секако ќе го направам тоа. Би го направил тоа. Би сакал да го направам тоа, морам да го направам тоа." A lot of people are very interested in footage of UFOs. The Pentagon has released a few videos, and there's been anecdotal reports from fighter pilots. So a lot of people want to know, will you help push the Pentagon to release more footage, which a lot of people claim is available? Oh, yeah, sure, I'll do that. I would do that. I'd love to do that. I have to do that. But they also are pushing me on Kennedy. And I did release a lot, but I had people come to me and beg me not to do it. But I'll be doing that very early on. But I would do that. Трамп исто така тврдеше дека се соочи со притисок да ги декласифицира претходните записи за средби со вонземјани, бидејќи призна дека може да има животи на други планети. Рече: "Луѓето ме молеа да не го правам тоа, но ќе го направам тоа", рече Трамп. Низ целиот свет владите открија и некои морничави вистини, а некои дури и изложија мртви вонземски трупови пред своите конгреси. Истражувачите ја потврдија легитимноста на збир мумии со 3 прста како потенцијален доказ за нечовечки форми на живот во Мексико. Група лекари потврдија во Конгресот на Мексико дека телата за кои се тврди дека не се од оваа земја всушност биле вистински, некогаш живи организми. Пентагон исто така објави блокбастер, 1574 страници со реални X-Files или X досиеа во 2022 година поврзани со тајни програми за НЛО. Владата на САД донесе неколку закони за неидентификувани аномални феномени, како што сега ги нарекува неидентификуваните летечки објекти, а има и специјална канцеларија за нивно проучување, All Domain Anomaly Resolution Office. Овие вести доаѓаат откако неодамна беше објавена снимка од НЛО. Ја објави Дастин Слотер, НЛО истражувач, а ја добил преку официјално барање преку Законот за слобода на информации FOIA. Снимката беше прикажана
во популарниот подкаст Weaponized со Джереми Корбел и легендарниот истражувачки новинар Џорџ Кнеп. Во смел потек кон поголема транспарентност, сенаторот Чак Шумер, заедно со сенаторите Майк Раундс, републиканец од Јужна Дакота, и Кирстен Джилибранд, демократска сенаторка од Њујорк, повторно го поднесоа законот Unidentified Anomalous Phenomena Disclosure Act или UAPDA. Тоа го направија како амандман во законот за овластување за национална одбрана NDAA за фискалната 2026 година. Законот го поднесоа на 30 јули 2025. Законодавството има за цел да ги декласифицира долго скриените владини документи и докази поврзани за неидентификуваните аномални феномени и се осврнува на обвинувањата на повеќе свиркачи кои тврдат дека владата и војската имаат тајна програма за обратен инженеринг на вонземски летала, а нивните тврдења се дека имаат и биолошки материјали. Овој закон предлага сите докази и документи да бидат доставени во Националниот архив, откако претходно ќе бидат прегледани од 9 член независен одбор за преглед, кој треба да биде назначен од председателот, а потврден од Сенатот. Тој одбор треба да ја надгледува декласификацијата на сите работи поврзани со неидентификуваните летечки објекти, како што стои во законот. Законодавството наметнува федерално право на еминентна сопственост над сите технологии со непознато потекло или сите биолошки докази за нечовечка интелигенција, како што пишува во самиот закон. Сите правни субјекти или воопшто било какви субјекти кои што имаат технологии со непознато потекло или биолошки докази за нечовечка интелигенција, доколку владата им ги побара, ќе мора да и ги достават. Сенаторот Шумер, зборувајќи на говорницата во Сенатот, ја нагласи потребата од транспарентност, велејќи американската јавност има право да научи повеќе за технологиите со непознато потекло, нечовечката интелигенција и необјаснивите феномени. Тој наведе веродостојни сведоштва и класифицирани докази што сугерираат дека владата на САД има критични информации за необјаснети летала и ги крие од Конгресот и од јавноста. Овој закон беше донесен минатата година, па дури и подпишан од председателот Трамп, но во разводнета форма. Доколку биде усвоен повторно во ваква форма како што е предложен, тогаш дефинитивно може да се случи конечната објава за вистината за вонземјаните. Досега повеќе поранешни воени лица излегоа во јавноста со тврдење дека американската влада и војска имаат тајни програми за обратен инженеринг, вклучително и нечовечки биолошки материјали. Некои од нив сведочеа дури и на повеќе сослушувања во Конгресот. Некои од нив се Луис Елизондо, поранешен раководител, директор на програмата за проучување на феноменот НЛО, A-тип на Пентагон. Девид Граш е поранешен разузнавачки службеник во Националната агенција за геопросторно разузнавање и неговите тврдења беа шокантни кога пред 2 години излезе во јавноста, потврдувајќи дека овие тајни програми постојат. Тука се и пилотите Дейвид Фрейвор и Рајан Грейвс, кои раскажуваа за своји лични блиски средби со НЛО. Тука е Кристофер Мелон, поранешен заменик помошник секретар за одбрана за разузнавање, кој јавно ги откри своите искуства со материјали поврзани со неидентификувани летечки објекти и помогна да се декласифицираат трите најпознати воени снимки на НЛО. Тоа го стори заедно со Лу Елизондо. Тука е адмиралот Тимоти Галоден, пензиониран контраадмирал на американската морнарица и поранешен функционер на National Oceanographic Agency, кој ги поддржува тврдењата на свиркачите за тајни програми. Тука е Метју Браун, кој беше советник за политика во канцеларијата на секретарот за одбрана, технички советник во канцеларијата на подсекретарот за одбрана за разузнавање и безбедност и програмски советник во Стейт департментот на САД, кој ја откри тајната програма за собирање на докази за НЛО, наречена Immaculate Constellation. Тука е Джейсон Сенс, кој ја откри својата извонредна средба од крајот на 90-тите години. А тука е и Карл Нел, пензиониран полковник
на американската армија и признат експерт за воена технологија и стратегија, кој јавно рече: нечовечката интелигенција постои и нечовечката интелигенција била и е во интеракција со човештвото. Non-human intelligence exists. Non-human intelligence has been interacting with humanity. This interaction is not new and it's been ongoing. And there are unelected people in the government that are aware of that. And so, Carl, that is quite a bold statement. I'm wondering, and I'm curious, how confident are you that that is true? There's zero doubt